Недостасува еден ново заболен за да се достигне фамозниот пик на COVID-19 од 2000 болни што првично го најави министерот за здравство Венко Филипче. Со 21 нов случај во изминатите 24 часа, бројката стигна до 1999 заболени. Министерот потоа ги спушти очекувањата дека во самиот врв на болеста во земјава ќе има 1700 болни од корона, бројка што се надмина на 14 мај. Во земјава во последниве 24 часа нема починати. Од ново заболените 12 се во Скопје, 5 во Тетово, 3 во Куманово и 1 во Штип. Биле направени само 258 тестови или речиси двојно помалку од вчера или 3 пати помалку од петокот кога беа направени над 700 тестирања. Оздравеле 17 пациенти. Со ова бројот на оздравени пациенти е 1439, на вкупно починати 113, додека бројот на активни случаи е 447. И додека Црнагора се прогласи за прва европска држава која го победила коронавирусот, а во Словенија нема ново заболени 4 дена поред, Македонија руши неславни рекорди. Земјава и натаму е лидер во регионот по црните бројки на ново заразени и починати. Светската статистика покажува дека во Македонија во последниве 5 дена се регистрирани 70 нови заразени на 1 милион жители. Во Србија има 49, во Бугарија 24, во Албанија 17, а во Грција и Хрватска по 4 нови заразени на 1 милион жители во последните 5 дена. Македонија има 54 мртви на 1 милион жители, најмногу во регионот. Србија има двојно помалку, а Хрватска има 24 мртви на 1 милион жители. Најмалку починати или 11 на 1 милион жители има во Албанија. Србија бележи најголем број активни случаи на 1 милион жители, 582. Македонија има 224 активни случаи на 1 милион жители. Бугарија има 211, а Хрватска само 29 активни случаи. Србија има 1277 вкупно заразени на 1 милион жители, но Македонија со двојно помалку тестирања има 959 вкупно заразени на 1 милион жители. Сите регионални држави се подобри од нас, а најдобро стои Грција со вкупно 276 заразени на 1 милион жители.